како викарен епископ на Скопската епархија, на почетокот од името на неговото блаженство архиепископот Охридски и Македонски и митрополит Скопски, господин Стефан, му го честитам именденот на неговото преосвештенство, епископот Делчевско-Каменички господин Марко, посакувајќи му крепко здравие и долго денствие во неговата архиерејска служба. Денес, значи, го празнуваме споменот на светиот апостол и евангелист Марко, кој што, како што ви е познато, беше првиот епископ Александриски, односно основач на славната Александриска катедра. И оној се разбира кој што го напиша првото од трите синоптички евангелија и прв со новиот книжевен облик евангелие на светот, покрај се останато му го возвести славното Христово воскресение. Да видиме, значи, како е возможно таа вест, тој факт непобитен и историски за воскресението Христово. Да видиме, значи, како е возможно тоа што светиот апостол и евангелист Марко го срочи на таков прекрасен, згуснат и јадровит јазик во неговото евангелие, да видиме, значи, како е возможно тоа да го пренесеме во нашето постоење. Како е возможно севкупното наше постоење да го направиме торжествено воскресенско празнување. Значи, неопходен е начин на живот со кој што смртта секојдневно ќе биде победувана. Што е смртта? Зар смрт не е злобата? Зар смрт не е постојаното негодување во животот? Зар смрт не е мизеријата како начин на постоење? Зар смрт не е осудувањето? Зар смрт не е кога човекот работи нешто што не го сака и тоа не му носи радост во животот? Прави тој да нема творечки порив во неговото постоење? Зар смрт не е кога човекот не живее со полни гради, кога можеме да кажеме воопшто не живее? Ке ве подсетам во оваа прилика на еден графит кој што го видов во градот, имено на ѕидот стои напишано за сите нас полнозначното и отрезнувачко прашање: дали живееше денес? Значи, кога воскресна, Христос ги сретна мироносиците и првото нешто што им го рече е: радувајте се. Следствено, зар смрт не е кога човекот живее безрадосен живот? Зар тогаш кога човекот наместо да им се радува на сите други луѓе, тој ги гледа и ги изумира, би рекол, само нивните една-две слабости, а сите други прекрасни
и позитивни одлики не ги гледа и не сака да ги види кај другите луѓе, зарем тоа не е смрт? Човекот денес го има воспитано, го има образувано така својот ум, исто како и вестите кои што ги гледате на телевизија. Само да го гледа лошото, а никако да го види добро. Значи, првото нешто, после ова што го изложивме, на кое што човекот е повикан, е следното. Човекот е повикан да ја порази секоја малечка смрт во неговото постоење. Да го порази озборувањето, да го порази осудувањето, злобата, мизеријата, отсуството на радост и постојаното негодување. Потоа, човекот е повикан севкупниот свој живот да го претвори во едно изненадување. Би рекол свето изненадување. Светиот Кирил Јерусалимски го поставува полнозначното прашање. Што изгубија Адам и Ева со падот? И самиот тој го дава одговор. Ја изгубија можноста да се изненадуваат и да се восхитуваат во животот. Затоа што изненадувањето и восхитувањето, како што гледаме, се на некој начин таинствено поврзани. Адам и Ева после падот го гледаа зајди сонцето, ја гледаа убавата река, гледаа се што е прекрасно во нивното обкружување и представете си, повеќе не можеа да кажат колку е прекрасно ова изгреј сонце, колку прекрасно пеат птиците. Затоа Христос во Евангелието повикува луѓето да станат како деца. Некои тоа го толкуваат дека луѓето се повикани да бидат невини како што се децата. Но мислам дека на сите ни е јасно, особено од овие последни настани, познати ви се да не ги набројувам, во кои што беа вклучени деца, дека децата воопшто не се невини. Затоа, попрво, Христос смета дека човекот треба да постане како дете, затоа што детето е тоа кое што и на најмалечките нешта во неговото постоење знае да се восхити, знае да се изненади. Па затоа Христос и нас не повикува внатре во себе да го ослободиме, значи, нашето внатрешно дете. Радоста, се разбира, не е само чувство. Радоста е онтологија. Радоста е личност. И од тука ние сме повикани слободно да избереме да бидеме Христови и да бидеме радосно постоење. И таа радост да ја шириме во односите кои што ги градиме со другите луѓе. Исто така, сакам да предочам дека не е возможно во животот на човекот да не постојат проблеми. Но човекот и во нив треба да најде некаква смисла, односно треба да го постави на тие основи своето постоење и да зачекори зад проблемите, за да ја види светлината
и да живее во светлината, бидејќи едноставно не е возможно својот живот да го сведе само на проблемите, тоест само на темни. Од тука неопходно е човекот да научи за се да благодари во животот. Дури и тогаш кога, да се изразиме така, не се чувствува добро. Тој е повикан да благодари, затоа што на тој начин само човекот е возможно да ја привлече во своето постоење благодатта Божја. Еднаш во Верија седевме со митрополитот Атанаси Лемесу од Кипар и тој раскажуваше за некој монах од Ватопед кој што без престан во својот живот велел слава ти Господ. И тогаш кога не бил добро, тој велел слава ти Господ. Еднаш го прашале отците: Оче, како си денес? А овој монах рекол: слава Богу, за никаде сум денес. Гледате како пушта светлина во животот. Ке ве подсетам на еден битен исказ на светиот Пајсий Светогорец, кој што вели дека нема поголемо проклетство за една куќа од тоа кога во неа живее еден човек кој што постојано за се нешто само негодува. Кој што постојано само го зумира лошото и само шири токсична атмосфера. Представете се, не постои поголемо проклетство за една куќа од еден таков човек. Затоа, какви му се помислите на човекот, таков ќе му биде и живот. Од утро до вечер, ако сретнете некој човек и му го поставите прашањето како си, тој ќе ви каже: се е црно, се не чини, затоа што такви му се помислите. Друг човек со насмевка ќе ви одговори: се ќе биде добро. Затоа многу битно е да научиме какви зборови ќе употребуваме во нашето постоење, затоа што гледате дека од зборовите кои што човекот ги користи во неговиот живот да се изразува, можеме да видиме во суштина за каква личност станува збор. Затоа да бидеме личности кои што секогаш ќе употребуваат воскресенски зборови, воскресенски изрази, личности кои што ќе употребуваат изрази на светлина и благодарение на оприсутнувањето на таа светлина во постоењето ќе бидат во можност уште овде и сега да предвкусат од постоењето во вечноста Божја. Значи, ако сакаме достоинствено да го празнуваме светиот апостол и евангелист Марко, ќе треба да бидеме личности кои што ќе научат да ја поразуваат злобата, да го поразуваат негодувањето, да ја поразуваат мизеријата, да ја поразуваат, да го поразуваат отсуството на радост во животот. Да бидеме личности кои што своето постоење ќе го претвориме во свето изненадување. И да бидеме луѓе кои што ќе знаат за се да благодарат. За на тој начин да се покажеме деца на воскресението.
да се покажеме автентични личности на воскреснатиот Христос во Бога Отца преку несоздадената благодат на Духот Свети, сега и секогаш и во вековите на вековите. Амин. За многу и благи лета празникот на Светиот апостол и евангелист Марко и сите ве поздравувам, бидејќи живееме во тие денови од годината со најрадосниот христијански поздрав: Христос воскресе! Навистина воскресе!